Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јане Бојаджиевски. Македонскиот амбасадор во Соединетите Американски држави Зоран Јолевски на Американскиот универзитет во Вашингтон одржа предавање на тема Пазарите во подем во југоисточна Европа, трговијата и можностите за инвестирање во Македонија. Со ова ги започнуваме вестите. Македонија е една од најнапредните земји реформатори според листата на Doing Business има нула толеранција за корупција, рече амбасадорот Јолевски во излагањето пред студенти на престижниот Вашингтонски универзитет. Тој кажа дека Македонија е интересна дестинација за странските инвеститори поради ефтината работна сила, обучениот кадар и близината до поголемите европски пазари. Како земја кандидат за Европската Унија и НАТО и долгогодишното сојузништво во меѓународните мировни мисии како ИСА во Авганистан, Македонија нема алтернатива освен евроатлантска интеграција, потенцираше првиот дипломат на Македонија во САД. Јолевски рече дека македонската влада има една цел – подобрување на квалитетот на животот на сите граѓани. Министрите за финансии на 20 најразвиени економии во светот втор ден во Вашингтон разговараат за европската должничка криза. Меѓународниот монетарен фонд бара дополнителни 400 милиарди долари од земјите членки за зајакнување на механизмите за заштита на здравјето на светската економија по кризата во еврозоната. ММФ веќе собра 320 милиарди долари и министерот за финансии на Јапонија Јуна Зуми изјави дека верува дека ќе биде постигната целта. Директорката на ММФ Кристин Лагард рече дека САД почнале да се опоравуваат од глобалната рецесија, но предупреди дека се уште има предизвици кои може да донесат забавување. Сириски активисти јавија дека владините сили стрелаат врз позиции на бунтовниците во централниот град Хомс. Во четвртокот, американската државна секретарка Хилари Клинтон повика на посилни санкции на Обединетите нации доколку Сирија не го имплементира мировниот план. Клинтон во Париз се сретна со виши дипломати од повеќе земји пријатели на Сирија, за да дадат поддршка на сириската опозиција против автократскиот режим на председателот Башар ал-Асад. Промоцијата на филмот Дамата за Нобеловката Ан Сан Су Чи во САД се поклопи со незиното освојување на место во парламентот на изборите во Бурма. Филмот го поздрави државната секретарка Хилари Клинтон, која учествуваше на тркалезна маса заедно со режисерот Лук Бесон и актерката Мишел Јео. Дамата ја портретира Ан Сан Су Чи уште кога на 3 години во 1947 нејзиниот татко и борец за демократија, генералот Ан Сан, паѓа како жртва на противниците. Таа станува политички активист. Во 1988 пред половина милион луѓе на собир во Рангун упатува повик за демократија. Актерката Мишел Јео за улогата мораше да научи бурмански за 8 месеци. Тогаш по прв пат им се обрати на луѓето за да им каже кој е татко ѝ, за да им каже дека иако е мажена за англичанец и живеела во странство, нејзиното срце е со нив. Една година потоа Су Чи е ставена во домашен притвор што ќе трае 15 години. Режисерот Бесон говори за тешкотиите да го отслика тоа. Не може да престојувате во Бурма освен како турист. Беше тешко да добиеме информации. Со помош на 200 фотографии и Google земја изградивме верна копија на незината куќа. Дамата е и љубовна приказна за поддршката на сопругот на Су Чи, Мајкл, и покрај раздвоеноста на која се принудени. Бесон вели дека промоцијата на филмот случајно се поклопила со делумните парламентарни избори во Бурма по долго време, на кои Су Чи освои место во парламентот. Во продолжение на Newsflash, по повод денот на планетата на 22 април,
Прилог од серијата за коралните гребени. Комплексниот подводен животен систем на многу места во светот е во опасност од исчезнување. Овој документарец е насловен "Последниот гребен, градови во морето". Ја прикажува драмата на секојдневниот живот на коралните екосистеми ширум светот. Авторите Лук Кресфел и Стив Макниколас не сакале само да направат филм со убави прикази, туку и таков што ја буди совеста. Ако сакате да заштитите нешто, првин треба да го цените. Сакавме да го покажеме опсегот и разноликоста на животот во коралните гребени и како сите форми на живот се меѓусебно поврзани. Губењето на само на една ќе предизвика домино ефект во целиот екосистем. Директорот на програмата за конзервација на коралните гребени при Националната управа за океани и атмосферски услови, Џон Кристенсен, укажува на опасностите. There are three things that we here at NOAA Coral Reef Conservation Program really focus in on. Се фокусираме на три нешта поради кои умираат коралите. Загревањето на океанските води како резултат на климатските промени, се поголемата киселост на океаните, што е централна тема на филмот, и загадувањето што доаѓа од копнато. Тие фактори веќе уништили речиси 20% од коралните гребени во светот. До 2030 ќе уништат уште 20%, предвидува Кристенсен. Макниколас и Кресфел се надеваат дека филмот ќе стори нешто повеќе од тоа да информира за ситуацијата. The last reef is now our responsibility. Последниот гребен е сега наша одговорност што не може да ја игнорираме. Неговата иднина е во наши раце. А во понеделник во News Flash продолжуваме со серијата за коралните гребени. Најнова технологија ја открива алармантната стапка на нивно истребување. Гледате во понеделник во News Flash. Корални гребени во 3D технологија. Во нив живее речиси четвртина од морскиот свет. Како да се спасат? Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Со вас беше Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Побарајте ни на Facebook. Пријатен викенд, се гледаме в понеделник.